Нова социјална мрежа наречена Реднот привлече 700.000 корисници за само 2 дена од нејзиното лансирање. Апликацијата е осмислена како конкуренција на TikTok, нудејќи уникатни можности за креирање и споделување на кратки видеа, но со фокус на приватноста и безбедноста на корисниците. Реднот брзо добива популарност поради едноставниот интерфејс и функциите кои овозможуваат поголема интеракција меѓу корисниците. Дополнително, апликацијата промовира потранспарентни алгоритми и помалку огласи, што ги привлекува младите корисници кои сакаат алтернатива на TikTok. Стручњаците сметаат дека Реднот би можела да стане сериозна конкуренција за TikTok. Особено во контекст на контроверзиите околу безбедноста на податоците на корисниците на TikTok. Брзиот раст на новата платформа покажува дека корисниците се подготвени за нови искуства и промени во дигиталниот свет. Останува да се види дали Реднот ќе го задржи темпото на раст и дали ќе успее да се одржи како долгорочен играч на пазарот на социјалните мрежи. Ако трендот продолжи, ова би можело да биде почеток на нова ера во дигиталната комуникација. Против извршниот директор на Мета, Марк Цукерберг, е поднесена нова тужба за наводно одобрување употреба на пиратски содржини на платформите на компанијата. Тужителите тврдат дека компанијата свесно дозволила споделување на заштитени материјали, кршејќи го авторското право. Обвинувањата доаѓаат од група автори и уметници кои сметаат дека нивните дела биле користени без дозвола. Тие бараат значителни оштети, тврдејќи дека Мета не ги презела потребните мерки за спречување на нелегалната дистрибуција на содржините на Facebook и Instagram. Мета досега не го коментираше случајот, но ова е само уште една од низата тужби со кои се соочува компанијата во последните години. Правни експерти предупредуваат дека случајот може да има големи финансиски и репутацијски последици за технолошкиот гигант. Доколку се докажат обвинувањата, компанијата би можела да се соочи со строги регулаторни мерки и значителни казни. Овој случај е уште еден показател за се поголемиот притисок врз технолошките гиганти за почитување на авторските права.